Ви благодарам. Почитувана заменик министер, мислам дека воопшто не држи образложението дека нема средства од подпрограмата која што бараме да се алоцираат средства. Од друга страна велите обезбедени се значителни средства за екологија. Обезбедени се средства не само за Скопје, туку и за други градови. Ајде да слушнеме кои се тие средства, колку се тие средства. За Прилеп што имате обезбедено? Не гледам јас никаде во буџетов за Прилеп да имате нешто обезбедено. Ако има, да слушнеме сите и да знаеме сите. Инаку, знам дека ниту еден и од наредните амандмани кои што ги имаме предложено нема да ги прифатите. Па еве препорачувам барем овој амандман да смогне власта сили, односно колегите од власта, иако од Министерството не е прифатен, да го поддржат, затоа што веќе октомври месец почнува наредната недела, започнува грејната сезона, а Прилеп минатата година видовме дека беше еден од најзагадените градови во Република Македонија. Имено минатата година за прв пат беше поставена мерна станица во Прилеп, кога можевме да ги и видиме високите PM частички. Всушност ние само се залажуваме дека воздухот во Прилеп е чист, но за жал вистината е многу поразлична. Ги алоцирате средствата од сите, буквално од сите капитални инвестиции, тогаш дајте не само за Прилеп, туку и за другите општини обезбедете вакви екодрва, затоа што ќе бидат голема помош или ќе бидат во корист на граѓаните, не само на Прилеп, еве велам и за другите општини обезбедете, затоа што сведоци сме дека во изминативе неколку месеци зеленилото со кое што располагаше и општина Прилеп, а и други општини веќе е намалено. Пожар имаше буквално на сите страни и она што најверојатно следува е уште поголемо загадување на воздухот оваа зима. Ова го зборувам имајќи го во предвид фактот што изминатиот период, откако заврши претходната грејна сезона, до почетокот на оваа грејна сезона, власта ни на централно, ни на локално ниво не презеде никакви мерки за да се намали загадувањето во оваа зима, односно во оваа грејна сезона. Ова е еден од начините за да се помогне да се намали загадувањето и еве да кажам всушност што е ова екодрво. Екодрво веќе има во неколку општини во Република Македонија, во неколку општини во градот Скопје. И со оваа еколошка инсталација се прочистува воздухот. Таа е составена од комбинација на видови на мов и васкуларни растенија кои ја апсорбираат градската прашина, тешки метали и останатите штетни азотни частички кои ја загадуваат околината. Екодрвото се нарекува и како еко-билборд, всушност и наликува на билборд. И пак ќе речам, доколку дозволите средства за обезбедување на екодрво за општина Прилеп, ќе помогнете во намалувањето на загаденоста, односно во подобрувањето на животната средина, затоа што ни централната власт, ни градските власти воопшто ништо во изминатиот период не направија за да се зголеми зеленилото или да преземат други мерки со што би можеле да очекуваме почист воздух во оваа грејна сезона. Ги замолувам колегите од власта да ме поддржат во овој амандман. Не се работи за голем број на средства, имајќи го во предвид фактот што, пак ќе речам, капиталните инвестиции не ви се реализирани досега, алоцирате средства на не знам што повторно на ништо видливо. Ова ќе биде видливо и од корист за сите граѓани. Се надевам дека ќе добием поддршка. Благодарам.